тоа. Но може ли да биде причина токму за замор? Апсолутно енергетскиот да. пијалок. Заради тоа што они во моментот може да дадат еден англиски кажано буст на енергија, да ја подобрат, да ја кренат енергијата, меѓутоа тоа доаѓа по цена на која што подоцна се плаќа и тогаш доаѓа до пад на нивото на енергија. И затоа тука сакам да го истакнам моментот да се внимава и да не се користат. Сега природните кои што може да се користат се повеќе на број. Подобрувачи на ментален перформанс, на когнитивни способности. Гинкото спаѓа тука, значи гинкото е доста познат како во форма на суплемент, во различни форми постои. Женшенот исто така постои, исто во форма на суплементи. Ашвагандата е познат адаптоген, кој што влијае на тоа да се намали нивото на кортизол, да се крене нивото на енергија. Сакам да речем дека во природата, помеѓу растенијата, има такви кои што се поттикнувачи на чувството на енергија, но без при тоа да доаѓа тоа по висока цена, односно да доаѓа по цена сега да ни се истроши организмот, Така. па потоа да паднеме, да чувствуваме ниски нивоа на енергија. Но секако и со тие треба да се работи внимателно. Дури и со природните, со овие кои што ги спомнав, еден добар дел од нив се корени од растенија. Но и тие кога се земаат, треба да се земаат одреден период, кога имаме потреба да ја кренеме енергијата, да придонесеме, да се чувствуваме подобро и се разбира тој период да заврши. Значи да не се навлечеме, така да речем, туку вистинската енергија да ја црпиме од здравиот сон, од здравата храна и од добрата физичка активност. Значи тие три треба да бидат носителите на таа антиумор стратегија и што треба да правиме. А во извонредни случаеви кога имаме потреба, секако можеме да си помогнеме и со овие природни растителни производи.